Главни играчи во социјалниот диалог, преговарачи за работничките права се Сојузот на синдикатите на Македонија и Организацијата на работодавачи, покажа истражувањето на универзитетскиот професор Андон Мајхошев. Токму заради тоа треба да се работи на законски измени со кои ќе се симне и цензусот за репрезентативноста на синдикатите, за да повеќе организации седнат на маса со работодавачите. И да речеме на ниво на држава за синдикати од 10% да се симне на понизок процент, дали тоа ќе биде 5, 7, 8%, тоа ќе проценат самите субјекти, а асоциациите на работодавачи исто така треба да го симнат цензусот за добивање на репрезентативност, се со цел да се даде шанса и на помалите субјекти во социјалниот диалог да бидат играчи и дел од социјалниот диалог во Република Македонија. Граѓанската активистка Кристина Ампева, која преку невладината Гласен текстилец гласно говори и укажува на кршење на работничките права, смета дека се потребни реформи во синдикатите во земјава, смена во бирократската структура и политиката да ја тргне раката од синдикатите, бидејќи вообичаено со промената на власта се менуваат и председателите. И со реформа во ССМ, да видиме уствари дали тие се уште репрезентативни, мислам дека ќе се створи некакво по-реално синдикално движење. Во моментот ние немаме синдикализам во Македонија. Според академската Фела, подобрувањето на работничките права треба да биде постојан процес, а не и постојано да се кратат. Сметат дека колективните договори и повисоките плати работниците, но и здравствените работници и наставници не треба да ги добиваат само пред избори.